Министерството за внатрешни работи до надлежните јавни обвинителства поднесе кривични пријави против 7 лица во врска со случајот од 28 јануари, кога на улицата Индира Ганди во општина Шуто Оризари во Скопје беа нападнати 3 лица. Имено толпата која што се насобрала на улицата по претходна наводна дојава за наводно грабнување на девојче, запрела патничко возило Hyundai, во кое што се наоѓале трите лица кои што подоцна биле нападнати. Иако еден од полициските службеници, кои што не биле на работа во тој момент, но бил во возилото, нели, покажал службена легитимација и се представил дека е вработен во МВР, сепак нападачите го нападнале и него и другите двајца, и веднаш по нападот нападачите се оддалечиле од местото на настанот, а повредените се пренесени во болница за окажување на лекарска помош. Веднаш по добивање на пријавата, полициски службеници презедоа соодветни мерки и активности за расчистување на случајот. Собрани се видеодокази, извршени се соочувања, извршени се разговори со поголем број на лица и како резултат на тоа се поднесени и кривичните пријави против овие лица. Сакам да соопштам дека меѓу пријавените има и 2 лица кои што се вработени во Министерството за внатрешни работи и против нив веднаш е поведена дисциплинска постапка и времено се отстранети, односно им е прекинат времено работниот однос. Благодарам. Може прашање? Поведете, да. Дали е точно дека во Шутка има некаков обид за киднапирање на деца, затоа што Апсолутно нема. Имаше повторна информација. Значи, апсолутно се организираат таму и се самоорганизираат за да се самозаштитат. Апсолутно нема во ниту една полициска станица, не само на подрачјето на Шуто Оризари, него на подрачјето на Скопје, нема никаква пријава за киднапирано дете, девојче, било што. Апелирам и до медиумите, и до граѓаните, да не се шират шпекулации и дезинформации со кои што се подгрева атмосферата. Ве молам, значи да се држиме до изворите на информација кои што се релевантни. Сведоци сме во изминатите неколку дена на одредени интернет медиуми и преку социјалните мрежи на ширење на дезинформации. Апелирам до граѓаните да не веруваат во такви дезинформации, туку едноставно само на проверени извори на вести. А зошто се санкционирани од МВР вработените? Што пишува конкретно? Видете, значи кривичните пријави се поднесени во врска со нападот на трите лица. А дополнително, бидејќи се и вработени во МВР, тогаш е поведена и дисциплинска постапка, нели, и времено се отстранети од работното место.